Влен неколку пати тие го имат најавено тоа дека ќе станат еден правен субјект, значи една политичка партија во тој бренд Влен. Сите тие поединечни политички партии го сочинуваат овој бренд. Меѓутоа, ја не сум член на една политичка партија. Тоа е сосема нивно право и на нивните структури како ќе одлучуваат, тие го имаат тоа најавено. И лично сметам дека доколку би дошло до брендирање на едно правно лице, една политичка партија, еден политички бренд како Влен, тоа би било поздраво за организирање на една таква политичка структура. Значи, ипак ова е нивно право, тие си знаат како ќе го терат, но Влен има реални шанси да прерасне во сериозен политички бренд во Република Северна Македонија, само под услов да не потврлат и да не се чувствуваат акомодирани во власта, инаку вие имавте убав увод дека апсолутна, не дека според познатата аксиома дека апсолутната власт апсолутно корумпира, туку апсолутна власт дури е опасна за општеството. Значи, ова влада, што рече и професорот, една влада почнува да паѓа од денот кога се формира. Значи, се бројуваат денот кога и тоа ќе се случи. Тоа може да трае и со години, но еден ден мора да има промени. Сега, ова апсолутна власт би требало да го користат во полза на државата, во тоа што значи консистентна, што значи сериозна надворешна политика на една земја. Тоа што значи финансирање. Никој не зборува за потребата за измена и дополна на законот за финансирање на локалните самоуправи. Како може еден градоначалник или било кој совет на локалната власт да имплементира во пракса нешто ако нема буџетски капацитет?